Четврток, 22 мај 2025, термин за дневникот на КТВ. Добра вечер. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев заедно со претседателот на Советот и координаторите на советничките групи денеска одржа работен состанок со представници од СОС Детско село во рамки на проектот Јакнење на младите за нови можности. На состанокот, како што информираат од кабинетот на Јанчев, се дискутирало за можноста за соработка помеѓу општината, бизнис заедницата и давателите на социјални услуги со цел унапредување на вработливоста на младите и нивна социјална интеграција. Општината заедно со СОС Детско село ќе работи на креирање на активности за стратешка соработка со НВО секторот од Кавадарци, СОС Детско село и бизнис заедницата во насока на унапредување на вработливоста на младите од општина Кавадарци и Вардарскиот плански регион. Започнаа градежни активности за поставување на нова семафорска сигнализација на спојот од улицата Ресавска со Западен булевар во Кавадарци, информира денеска од локалната самоуправа. Денес ЈП Комуналец Кавадарци во соработка со локалната самоуправа започна со реконструкција на азбест цементна цевка за водоснабдување со нова ФИ-100 во должина од 150 метри на улицата Достоевска со комплет приклучоци, каде по завршување на овие работи ќе се изврши комплетно асфалтирање на улицата. Денеска се мулчираше вегетацијата на патните правци кон селата Бегниште, Ресава и Брушани, со што значително ќе се подобри безбедноста и прегледноста при сообраќајот на локалните патишта во општина Кавадарци. Работите ги извршуваше екипа на ЈП Комуналец Кавадарци како дел од програмата за локални патишта. Со механизација од ЈП Комуналец Кавадарци се работеше и на чистење на дива депонија и санација на полски патишта во село Ресава, како дел од програмата за локални полски патишта за 2025 година. Денеска во Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко во Кавадарци се одржа отворен ден. Идните средношколци ја имаа можноста да се запознаат со понудата на ова стручно училиште. Денес во Киро Спанџов Брко Кавадарци ни дојдоа во посета основците, односно деветооделенците кои што го завршуваат основното образование. Целта на оваа посета, така насловениот отворен ден во нашето училиште, е основците одблизу да се запознаат со просторните услови на нашето училиште, со кабинетите, лабораториите, работилниците и со се она што ние располагаме кај нас во нашето училиште. Значи, тие имаат можност директно да влезат во кабинетите, да работат во кабинетите, одредени вежби да направат и сето тоа на еден начин одблизу да видат со се што ние располагаме, се што ние нудиме, за да тие, ако се решат да го продолжат образованието кај нас, да знаат што ќе работат, односно што би работеле, односно во текот на нивното образование со се што би се соочиле. На отворениот ден на наша покана имаме фирми и компании овдека кои ни се присутни, со кои што имаме склучено меморандуми за соработка, односно години наназад соработуваме и реализираме дуално образование, односно се реализираат учење преку работа во самите компании. Тие им овозможуваат услови кои што учениците имаат можност, начинот или принципот на работа одблизу да го видат, односно да го осознаат и откако ќе го завршат средното образование, самите ученици ќе имаат можност да се директно да се вклучат во самиот процес на работа и да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Нашето училиште има 3 струки, кои што струки имаат повеќе образовни профили. Електротехничката струка има 3 образовни профили: електротехничар енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика и техничар за индустријска мехатроника. Машинската струка има исто така 3 образовни профили: машински техничар, потоа има машински техничар за моторни возила и автомеханичар. И имаме геолошко-рударско-металуршка струка, каде што има еден образовен профил, а тоа е металуршки техничар. На сите овие струки, односно профили кои што ви ги спомнав, имаме по една паралелка, предвидено за упис по една паралелка,
со исклучок на електротехничар за компјутерска техника и автоматика, каде што ни се предвидени да се запишат 2 паралелки. Значи вкупно 7 паралелки оваа година, каде што паралелките се предвидени да се минимум законската обврска минимум 25 ученици, односно до 34, а дуалните паралелки ни се од 12 до 25 ученици. Македонската православна црква ги повикува сите верници и сите просветни работници, професори, наставници да дојдат на 24 мај сабота во 8 часот и 30 минути на света литургија, кога се празнуваат светите Кирил и Методиј. Почитувани верници, нашата света Македонска православна црква Охридска архиепископија на 24 мај сабота ги прославува светите браќа Кирил и Методиј, светители од нашиот род македонски, кои исклучително се значени личности во животот на нашиот народ македонски и светата црква, но особено за сите словенски народи. Тие денес се слават како светители и во источната и во западната христијанска црква. Нивните дела се студираат и се изучуваат на многу универзитети во светот. Со нивната азбука се напишани и објавени безброј книги, од кои денес се школуваат и просветлуваат милиони народи во целиот свет. Токму денот на светите браќа Кирил и Методиј е денот на просветата, односно денот на сите просветни работници кои го продолжуваат делото на светите браќа. Затоа ги повикуваме сите просветни работници, професори, учители да дојдат во храмот да земат учество во светата литургија, која ќе се отслужи на 24 мај сабота со почеток во 8 часот и 30 минути, да донесат едно лепче и вино и заеднички се помолиме на светите просветители Кирил и Методиј да се застапат пред Бога за сите просветни работници, за Бог да ги просвети и науката ја предаваат на своите ученици, од кои ќе произлезат добри наставници, духовни обшествени водачи, кои ќе бидат радост за нашиот град и за нашата татковина Македонија. Бог ни ги дал нашите светители и се обраќаме така затоа што веруваме дека тие ги слушаат нашите молитви и дека тие го молат Бога за нас, зашто ние се надеваме на неговата помош. А Бог е прекрасен во своите свети. Да се подсетиме и на зборовите кои светиот апостол Павле ги кажал и за старозаветните праведници. Тие преку вера победија царства, вршеа правда, добија ветување, затворија уста на лавови, угасна огнена сила, ја избегна острицата на мечот, од немокни станаа крепки. Ете што може да прави вистинската вера и тоа уште во Стариот Завет. Светите Кирил и Методиј се родени браќа родом од Солун, од угледни и богати родители Лав и Марија. По стариот брат Методиј, како офицер помина 10 години меѓу македонските словени. Потоа се оддалечи на гората Олимп и се предаде на монашкиот подвиг. Овде подоцна му се придружи неговиот брат Кирил, но хазарскиот цар Каган побара од царот Михел проповедници на верата во Христос. Тогаш на заповед на царот беа пронајдени овие двајца браќа и беа испратени меѓу хазарите. Откако го уверија Каган во верата Христова, тие го крстија овој цар и голем број негови доглавници и уште помногу број народ. По известно време се вратија во Цариград, каде што ја составија словенската азбука од 38 букви и почнаа да ги преведуваат црковните книги од грчки на словенски. На повик на царот Ростислав отидоа во Моравија и таму ги распространија и ја утврдија православната вера, па ги умножија книгите и им ги дадо на свештениците за да ја поучуваат младината. А подоцна на повик од папата заминаа за Рим, каде што Кирил се разболе и умре на 14 февруари 869 година. Тогаш Методиј се врати во Моравија и до смртта се потврди на утврдувањето на Христовата вера меѓу словените. По неговата смрт, а тој се упокои во Господа на 6 април 885 година, неговите ученици петочисленици, начело со Свети Климент како епископ, го преминаа Дунав и се спуштија на југ во Македонија, каде што од Охрид продолжија да работат меѓу словените,
на истото дело што го започна Методи и Кирил на север. На сите кои го носат името на светите браќа Кирил и Методи, нека им е вековит именденот. Оние кои имат куќна слава, нека им е вековита славата, а на сите просветни работници, светите браќа Кирил и Методи, нека им помагаат во нивната просветителска дејност, во просветувањето на нашите деца и на нашиот македонски православен народ. Амин. Денеска на градскиот плоштад во Неготино се одржа собирна акција на стара облека, како и текстилниот базар. На посебни штамдови обезбедени од општина Неготино, учениците ги представија своите креации од реупотребен текстил, а собраните средства ќе бидат наменети за набавка на садници кои ќе се засадат на територијата на општина Неготино. Организираме собирна акција овде во Неготино, собирна акција за текстил, се со цел да ја подигнеме свеста за потребата од правилна селекција на отпад од текстил овде во Македонија. Отпадот од текстил е еден од најбрзо растечките видови отпад во светот, па и кај нас, и како таков причинува голем процент од отпадот, односно од комуналниот отпад кој што се создава во едно домакинство. Се до минатата година во нашата држава имаше многу мали можности, односно скоро и да не постоја можности за селекција на отпадот од текстил, па така сите овие, значи сите количини на отпад од текстил завршува на локалните депонии. За среќа од минатата година, значи, се формира повеќе колективни постапувачи за отпад од овој тип на, значи за отпад од текстил, чија што улога е практично да воспостават инфраструктура и систем за селекција на овој тип на отпад, односно отпад од текстил. Па така и оваа активност ја реализираме во соработка на општина Неготино, партнерската организација Креактив и исто така колективниот постапувач за отпад од текстил Екотекст. Инаку целта е да ја подигнеме свеста пред се тоа, нели, да покажеме дека отпадот од текстил не е отпад, туку може да биде и ресурс, и многу често е ресурс. И поради тоа, во текот на минатиот месец, направивме повеќе креативни работилници и ги поттикнавме младите да размислуваат како можат да го реупотребат отпадот, но исто така и ги научивме како можат да селектираат. Идејата излезе од тоа што сакаме да ја зголемиме, значи да јавната свест за важноста на рециклирањето и на селектирањето на отпад, поготово на текстилен отпад. За истото одлучивме дека е многу паметно да го направиме преку неколку работилници едукативни со младите ученици од основните училишта во Неготино, така што по успешно завршување на тие работилници ги оставивме со помош на наставниците да си припремат нивни креации, кои што се од секако отпаден текстил. Некои од работите се second hand, втора употреба, некои се комплетно направени од нив, но целта е да се дружат, да продаваат дел од тие работи доколку некој сака да ги купи и секако од средствата да ги пренаменат за садење на дрва, значи да купат садници за садење на дрва. Одлично е, јас сум презадоволен и многу среќен што успеавме вака да ја организираме оваа акција, поготово заради тоа што ја направивме со речиси нула ресурси и сакам да ја искористам приликата да ги поттикнам и другите општини за овие вакви иницијативи, затоа што се едноставни за организација, децата ги сакаат многу, подигаат јавна свест дефинитивно и пак ќе кажам не коштаат ништо. Ние со особено задоволство поддржуваме вакви иницијативи. Општина Неготино како општествено одговорна општина имаме договор склучено пред 5-6 месеци. Лоцирани се 5 контейнери со обележие на логото на Неготино и Екотекст груп, каде се одлага граѓанскиот текстил. Значи целта е собирање на текстил од граѓаните. Законот за проширена одговорност и посебни текови на отпад е во сила од 24 година. Ние сме лиценцирана компанија, една меѓу 4 во Македонија. Имаме воспоставено супер соработка со повеќе општини, меѓу кои лидер е во моментов, би рекол слободно, Неготино. Неготино покажува стварно интерес за соработка
особено со други последници во оваа работа, како што е групацијата Креатив, и ние секогаш ќе поддржуваме вакви иницијативи. Државниот завод за статистика објави дека просечната месечна исплатена нето плата по вработен во март годинава изнесува 44.763 денари, што представува пораст од 10,5% во споредба со истиот месец претходната година. Според Државниот завод за статистика, ова покачување првенствено се должи на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во следните области: образование за 15,8%, рударство и вадење на камен за 14,1% и административни и помошни услужни дејности за 12,5%. Во првиот квартал од годината за 5% е зголемен извозот на земјоделски производи, изјави денеска премиерот Христијан Мицковски. И исклучително многу вложивме и во делот на земјоделието. Кај земјоделците навистина доста трансфери се направија изминатиот период и се вратија долгови од минатото. Веќе од оваа година веќе ќе почнеме тековно да ги сервисираме врските. Во првиот квартал од оваа година скоро за 5% е зголемен извозот на земјоделски производи. Кај тутунот се постигна историски рекорд на цени и кај останатите земјоделски производи, но исто така и во воштарството. Така што можам да кажам дека тука е направен голем чекор напред, но тука не застануваме, продолжуваме понатаму. И убеден сум дека во периодот кој што следи ќе постигнеме уште подобри резултати, бидејќи тоа ни влегува во бруто домашниот производ. И тоа е многу важно за да се развиваме во правилна насока. Ние како влада ќе продолжиме да ги поддржуваме земјоделците. Со откупувачите на младиот компир е постигнат договор во корист на земјоделците, вели министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Тематски состанок откупот на земјоделските производи потрошен на младиот компир од реколта 2025 година. На состанокот заедно со откупувачите на оваа култура, како што доликува, како министерство, како вистински медијатор на процесот, седнавме и повторно разговараме за продолжување на откупот на компирот од оваа реколта. Знаете дека имаше одредено поместување во цените. Резултатот кој што го денеска постигнавме ќе биде на задоволство на земјоделците, ќе ви го соопшти еден од откупувачите после мојата изјава. Она што сакам да го потенцирам од оваа теренска посета дека навистина продолжуваме да се грижиме и да го цениме трудот на македонскиот земјоделец, да работи со профит, со рентабилност, затоа што само така можеме да враќаме довербата према институциите и да го зголемуваме земјоделското производство. Веќе е прикачен и законот за земјоделство и рурален развој на ЕНЕР системот, каде што наредниве 30 на дена ќе може да се даваат коментари по истиот закон, каде што практично и уредувањето на пазарите, односно пласманот на земјоделските производи, кој што понатака по завршување на овој рок, уште еднашка со јавните расправи кои што планира министерството да ги спроведе, ќе биде во една финална фаза, ќе биде пуштена во владината процедура, односно во собраниска процедура. СДСМ повторно го поднесе законот за поддршка на настраданите во Кочани. Пратеникот Оливер Спасовски во изјава за медиумите рече дека бараат поддршка од сите пратеници. Денес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата повторно го поднесуваме предлог закон за поддршка на настраданите во несреќата во дискотеката во Кочани, овој пат по редовна постапка. Сакаме да испратиме јасна порака дека ова не е политички закон, туку ова е човечки закон. Овој закон не смее да биде предмет на дневно политички калкулации и тој треба да биде предмет на општествена совест, морална обврска и праведна грижа кон оние што најмногу страдаа. Во оваа трагедија изгубивме 62 млади животи, над 200 наши сограѓани се повредени, некои од нив имаат и трајни последици. Тие не можат да чекаат, ниту смеа да бидат заборавени. Законот предвидува конкретна поддршка, финансиска, здравствена, образовна, социјална за настраданите лица, членовите на нивните семејства. Претходно законот го поднесовме во скратена постапка и не доби поддршка од мнозинството во парламентот. Ги слушнавме забелешките на
парламентарното мнозинство, дека треба да има поголема прецизност, дека треба подобра проценка на фискалните импликации, дека се потребни одредени технички корекции на законското решение и токму во ова законско решение ги офативме сите тие забелешки кои што беа досега дадени. Меѓутоа имаме и втора можност, а тоа е во редовната постапка да се дебатира законот, да се поправи, да се доуреди, доколку за тоа има потреба во амандманската работа. Инаку исто овој предлог закон предвидува за семејствата на починатите да им се даде надомест од 80.000 евра, додека пак сите оние кои што се со повреди, зависно од степенот на инвалидитетот, да се одреди сумата, односно е одредена сумата која што треба да ја добијат и во суштина практично се олеснува пристапот до институциите за здравствена, за социјална, психолошка и секаква друга подршка која што ќе им треба, трудова и така натаму на семејствата, и на овој начин да овозможиме да не се губи време преку системот, туку на еден консолидиран начин да можеме да помогнеме на овие семејства и да покажеме дека навистина сме солидарни и дека можеме да излеземе во пресрет. Секако прифативме тоа што требаше да биде поправено, меѓутоа не можеме да прифатиме една работа, а тоа е одложувањето и игнорирањето на овој проблем, затоа што веќе неколку месеци по несреќата не можат луѓето да чекаат без поддршка, ниту пак родителите, затоа што е важно институционалната поддршка да биде на едно соодветно ниво. И повредените лица не се само статистика, тоа се пред се млади луѓе, ученици, тоа се семејства чии што живот е во прекин и нивната борба за закрепнување треба да биде борба на сите нас. Јас би додал тука дека ние треба да имаме борба и за закрепнување на градот Кочани воопшто, заради тоа што и тука е потребна една сериозна поддршка и затоа ги повикувам сите пратеници во собранието, без разлика дали се од партии на парламентарното мнозинство или од парламентарната опозиција, да се покаже зрелост, да покажеме дека ова не е надпревар помеѓу партиите, туку дека е испит кој што успешно ќе го положиме за емпатија и за хуманост и да покажеме дека пред се сме луѓе и дека знаеме да бидеме луѓе во тешки моменти тогаш кога е потребна поддршка. Со ново задолжување од 6 милиарди евра, јавниот долг ќе надмине 115% од бруто домашниот производ, вели лидерот на СДСМ доктор Венко Филипче. Да се зајмиме 6 милиарди евра, значи дека секој новороденче во следните 25 години, непосредно по раѓањето, ќе должи 6.000 евра. Тоа ќе значи, ако кумулативно се земат сите суми, јавниот долг ќе надмине сериозен процент од бруто домашниот производ, дури 115%. Што е полошо од грчката криза, во која што беше Грција пред повеќе од една деценија. Дополнително на тоа, ја слушав министерката за финансии, очигледно е дека тие договори ќе бидат нетранспарентни и во 4 очи. Ќе бидат британски фирми, таа се обиде да каже дека ќе важи законот за јавни набавки, ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки. Значи, ВМРО да помене што 7 години критикуваше корупцијски вакви такви договори, посебно тој со Бехтеленка, сега остава простор за сериозен сомнеж за корупцијски проекти. Дополнително ние не знаеме што се крие во политичкиот договор во контекст на бегалците. Сериозни медиуми, повеќе, не еден, 4-5 во Велика Британија известуваат дека земјите на Балканот се одредени, вклучувајќи Македонија,
се одредени да бидат како центри да се примат бегалци кои што не се пожелни во Велика Британија. И тоа премиерот не го коментира. Го прашавме јавно, нема никаков став. Оди за мен вице-премиерот да го потпишува договорот. Пазите, две третини има мнозинство скоро во собранието. Ќе го изгласат секако. Зошто не го прикажа да го продискутираме? Дај да видиме, дај луѓе од економија, луѓе од финансии да кажат свое. Филипче да излезе од дупката во која се крие и да одговори на јавноста за акциите во индиската авиокомпанија, за златната виза и за пресудата за модуларната болница, порача и на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Одморот на Филипче во Дубај, кој го помина заедно со неговиот ментор Заев, во увид на градежни активности на 50-катницата и забава со Харис Џиновиќ, на која што веројатно ги трошеле заработените милионски суми од акциите во индиската авиокомпанија, го збунија Филипче и го отргнаа од реалноста во која не доведоа токму тој и неговиот ментор Заев. Филипче се појави на пресконференција во понеделникот, на која што изнесе премногу лаги и манипулации во јавноста и одлучи повторно да го снема. Филипче нека остане смирен на овој историски ден за Македонија, каде што во Лондон се потпишува стратешкиот договор со Обединетото кралство, кој ќе донесе над 6 милиарди евра, а нема да донесе мигранти. Да беше Филипче на власт или можеби неговиот ментор Заев, не само што немаше да имаме стратешки договор, туку и да го имавме, ќе беше ограбен, криминален и корумпиран. Тендерите ќе се делеа на браќа и братучеди, на партиски коалиции, ќе се оштетуваа буџети, а народот ќе го плаќаше истото. Затоа, Филипче, денес повторно те прашуваме, како ти дојде до акции во индиска авиокомпанија, како дојде до златна виза за Дубај, и дали пресудата за модуларната болница е праведна и реална. Филипче е само еден обичен лажго и манипулатор. Филипче е срам за Македонија и треба да остане во црното минато на македонската политичка сцена. Филипче е синоним за неспособност, криминал и корупција. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Температурата од 12 до 30 степени. Под влијание на влажен бран во деновите од викендот и во понеделник, времето ќе биде променливо облачно и посвежо со врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат пообилни над 30 литри на метар квадратен, проследени со појава на грмежи и засилен ветер над 70 км на час. Од вторник ќе има стабилизирање на времето и пораст на дневната температура. Го гледавте Дневникот на КТВ, ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.